Кога и што премиерот Зоран Заев им предал на специјалните обвинители? Дали целосните материјали од нелегално прибавените разговори Заев тогаш како лидер на опозицијата ги дал во СЈО на 30 декември 2015 година, кога се сликаше пред медиумите? Дилема која ја фрли последниот статус на Фејсбук на екс-премиерот Никола Груевски, кој тврди дека на тој ден Заев кај Јанева донел само празен хард диск, а дисковите на кои се наоѓале снимените разговори ги предал 2 недели подоцна. Хард дисковите со снимките реално не ги предал на СЈО на 30 декември 2015 година, односно тогаш предал само празни хард дискови колку за сликање, а полните хард дискови со нелегално снимениот и модифициран аудио материјал всушност го предал на Јанева 2 недели подоцна на приватна средба во неговата фирма за правење керамиди Еленица, во една пријателска и срдечна атмосфера. Во врска со ова став побаравме и од специјалното обвинителство. Од таму ни одговорија дека од СДСМ им донале еден хард диск и кутии во кои имало пишани материјали, транскрипти од разговорите и СМС пораки за што бил составен и записник. Велат, следниот ден Јанева направила записник за содржината на хард дискот, но тој записник според СЈО е државна тајна. Тврдењето на екс-премиерот Груевски доаѓа само неколку дена откако и главниот сведок Зоран Верушевски фрли сенка врз разговорите, тврдејќи дека тие не му биле давани нему туку на СДСМ и дека после неговото апсење тие биле страотно модифицирани. Премиерот Заев пак најави дека Верушевски, инаку негов советник за национална безбедност, на следното рочиште ќе се дообјаснел. Најава што сама по себе е проблематична затоа што се поставува прашањето: како премиерот знае што ќе зборува еден од главните сведоци?